Štipskite vinari во Европа и оваа година планираат да извесат околу 20 милиони литри вино. Со етикети на штипски езимит, аневски и мако, македонското вино завршува на странските пазари. Ние извезовме некаде околу 8 милиона литра на вино. Со тоа што имаме уште договор до крајот на оваа година за флаширан производ. Работиме на поголем дел од пазарите од Европска унија, генерално во Централна Европа и Германија. Флаширано работиме освен во Европска унија и во прекоокеанските држави Канада, Кина, Тајван, Јужна Кореја. Виното е еден од адутите на Македонија, но и Бугарија, па двете држави планираат заеднички настап на трети пазари. Ако ги обединиме силите, сите винопроизводители на Балканот, ќе бидеме петата сила на светот по производство и извоз на вино. Затоа е неопходно да се обединиме, затоа што само така може да излеземе на големи пазари во Кина и Индија, кои сега ја развиваат винокултурата. Като Индија, които сега развиват винена култура. И треба овој регион, балканскиот регион, да го потенцираме, како еден во учесниците на светскиот вински пазар и да може конкурентно да се бориме против државите, например, од Јужна Америка, од Австралија и Нов Зеланд. На страна на овдешното вино, освен вкусот, е и квалитетот. Највпечатливо за мене беше една супер аналитичка контрола на квалитетот на виното. И дефинитивно овде не може да има импровизација, не може да излезе производ кој не е максимално контролиран. Инаку во Македонија под лозови насади се 25.000 хектари, од кои се произведуваат 170.000 тони вино, од кои речиси 90% завршува за извоз, 35% од површините се трпезни сорти. За разлика од кај нас, Бугарија има 74.000 хектари под лозови насади, од кои се произведуваат 200.000 тони вино. Извозот е 60%.